Почитувани граѓани, почитувани велешани, денес е последниот ден од изборната кампања за предвремените парламентарни избори 2016 година. Во изминатите 20 на дена остваривме многу средби со вас, граѓаните. Бевме во вашите домови, од врата на врата, одржавме средби во населбите низ градот, малата, приградските населби и селата околу нашиот град. Сакам да ви искажам огромна благодарност за срдечниот прием, големата посетеност и поддршката која ни ја давате. Изразуваме благодарност до различните општествени структури и групи со кои остваривме низа конструктивни средби. Остваривме средби со стопанствениците, дуќанџиите, пензионерите, земјоделците, здравствените и просветните работници, спортистите, представниците на невладините организации, младите од нашиот град и разни останати групи на граѓани. Со граѓаните разговаравме конкретно, на конкретни и реални теми, за сето она што е од интерес за што побрз развој на градот. Големиот број идеи и предлози кои ние ги добиваме покажуваат дека граѓаните во ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија препознаваат партнер на кој можат да се потпрат и од кого може да очекуваат дека она што е ветено и реално е остварливо. Идеите, сугестиите и предлозите кои ги добиваме за нас значат обврска кон нив да се пристапи со висока сериозност и заеднички, како што тоа го правевме и досега, да работиме за подобрување на животот и животниот стандард на секој еден граѓанин на нашиот град. Дозволете ми да ви упатам признание и на вас новинарите, затоа што објективно, професионално и навремено умеевте да ја проследите секоја информација од јавен интерес. Денеска слободно можам да кажам дека нема граѓанин кој не ја знае програмата реално на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Нема граѓанин кој не ги знае проектите кои значат напредок, просперитет и подобар живот. Голем дел од нив директно се однесуваат на Велес и од нив корист ќе имаат многу велешани. Дозволете ми повторно да потенцирам само мал дел од нив. Во Велес се гради, создава, инвестира. Во Велес се отвараат фабрики и нови работни места само кога ВМРО-ДПМН е на власт. Нашата главна цел и понатаму останува и е приоритет намалувањето на невработеноста, отварањето на новите работни места и поголем стандард за граѓаните. Во фокусот на програмата реално на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија се создавање услови на изградба на дополнителни нови фабрики, рестартирање на претходните пропаднати фабрики и креирање на најмалку 70.000 нови работни места. Ќе ги реализираме проектот за рестартирање на стопанските капацитети жртви на транзицијата со цел рестартирање на погоните и фабриките кои пропаднаа во периодот на транзицијата и преку тој проект ќе создадеме нови работни места. За инвеститорите државата ќе обезбеди државна помош за секое ново вработување во износ од 2000 евра, односно 4000 евра доколку вработи стечаец, и државна помош до максимални 500.000 евра за реконструкција на халите и набавка на нови машини и опрема, односно 10% од вкупната инвестирана вредност, како и ослободување од плаќање на персонален данок и социјални придонеси во подолг период, како и ослободување од плаќање на данок на добивка исто така во подолг период. Проектите Македонија вработува 1 и 2 и голем број други мерки за поттикнување на вработувањето и само вработувањето, како што се грантовите линии во висина до 4000 евра и кредити во висина до 17.000 евра, со камата од само 1% годишно и рок на враќање од 3 до 5 години со 1 година грејс период. Проектите за вработување на млади лица, односно парт-тајм за студенти, како и програмата за само вработување со кредитирање во износ од 7.000 евра и по дополнителни 4.000 евра за секое ново отворено работно место. Проектот Рурални развојни зони и програмите за субвенционирање во земјоделието во износ од 150 милиони евра годишно, кои очекуваме да продолжат да создаваат голем број на нови работни места во нашиот град и во населените места околу нашиот град. Ќе понудиме парцели за изградба на мали винарски визби, стопански капацитети, фабрики, погони и сето она што ќе биде од интерес на граѓаните, како и што ќе поддржиме кофинансирање на инвестиции во сите овие проекти. Предвидуваме зголемување на минималната плата до 14.000 денари, кое ќе е реално и ќе гарантира дека нема да има отпуштање на никого од работа.
Во делот на инфраструктурата ќе се реконструира автопатската делница Велес-Градско, како и реконструкција на автопатската делница Неготино-Демиркапија. Ќе се гради патот со 4 ленти експресен пат кон Прилеп преку Градско. Ќе се реконструира регионалниот пат од исклучително значење за многу наши сограѓани Чашка Богомил. Ќе извршиме реконструкција на локална патна мрежа во должина околу 15 километри. Ќе се изгради мост број 2 на река Бабуна при влезот во селото Богомила. Исто така, многу значајно за реконструкција на водоводни линии и изградба на фекални канализациони системи, владата на Република Македонија за Велес ќе одвои 1 милион евра. Во делот на здравството ќе продолжиме со модернизација на велешките јавни здравствени установи преку набавка на нови 80 медицински апарати во висина на вредност од преку 900.000 евра, од кои за Велешката општа болница 68 медицински апарати, 6 за специјалната болница во Јасеново и 6 за здравствениот дом во Велес. Ќе продолжиме и со проектот за реновирање и адаптирање на општата болница, проект кој е во завршна фаза и чини повеќе 100.000 евра, со поставување на нова енергетска ефикасна фасада во главната болничка зграда, реконструкција на покривот на објектот, комплетно реновирање на оделенијата на гинекологија, интерно, очно, ушно, како и изградба на нов оддел за интензивна нега во оделенијето за интерна медицина. Ќе продолжиме и со проектот Рурален доктор, преку кој ќе покриеме повеќе населени места во Велешко, меѓу кои и Отовица, Сујаклари, Богомила, Лисиче, Башино село, Каласлари, Согле, Теово, Нежилово и многу други. Во делот на заштитата на животната средина би сакал да потенцирам дека е доделена концесија за експлоатација на троската, односно олово-цинковните концентрати од топилницата во Велес и по добивање на дозвола за експлоатација концесионерот треба да отпочне со работните активности за отстранување на троската. На овој начин ќе се отстрани ридот од згура, од депонијата кај топилницата, која е во овој момент еден од најгорливите еколошки проблеми за нашиот град. Проектот за субвенционирање за грејење на палети, ваучери за плински уреди, субвенција за набавка на електрични автомобили, субвенција за инсталирање на топловодни системи за домаќинствата, цениме дека ќе помогне за драстично намалување на тековното зимско загадување во нашиот град. Во делот на социјалната заштита многу значајно ќе отвориме 4 нови градинки во Велес, од кој една ќе биде во населеното место Каласлари. Ќе изградиме и отвориме дневен центар за стари лица во Велес заради подобрување на социјализацијата на старите и возрастни лица преку нивната секојдневна комуникација и дружење. Во делот на образованието ќе продолжиме со реконструкција на повеќе училишни згради на основните и средни училишта во нашиот град, како и ќе изградиме читална, студентска читална, каде што ќе бидат достапни многу стручни и научни книги од проектите кои што владата ги извршуваше во минатиот период за преведување на светска литература. Во областа на спортот продолжуваме со определбата за изградба на спортска инфраструктура, преку реализација на проектот за санација и адаптација на спортската сала Гемиджи, изградба на 3 модерни кошаркарски игралишта во градот Велес и изградба на повеќе наменско спортско игралиште во населеното место Црквино и во општина Чашка. Исто така, во рамките на проектот изградба на 145 училишни спортски сали, предвидовме изградба на првата спортска сала во училиштето во село Чашка. ВМРО ДПМН работи за сите и сака да им помогне на сите. За граѓаните ја создадовме програмата Реално, која е досега најобемна програма од било кога претходно. Како и во минатите изборни циклуси, така и овој пат ние понудивме амбициозна, но и реално остварлива програма. ВМРО ДПМН стои за секој еден од ветените 1313 проекти во нашата изборна програма. Ние не ветуваме работи кои не можат да бидат остварени. Довербата која ни ја давате е обврска да го исполниме она за што вие сте ни го довериле гласот. Тоа е она што нас не разликува од СДСМ и од останатите политички партии и тоа вие граѓаните добро го знаете. Кредибилитетот на нашиот збор е врз база и на проектите кои што досега сме ги реализирале во Велес. Во Велес дојдоа 4 странски инвестиции, од кои 2, односно 3 веќе го започнаа процесот на вработување на граѓани. Голем број на наши граѓани најдоа работни места во овој период, односно 5874 наши сограѓани денеска повеќе
одат на работа од она што одеа во време на Социјалдемократскиот сојуз. Се инвестираше на стадионот во Велес со изградба на нов терен и изградба на осветлување на стадионот во Велес. Се извршија обемни реконструкции и набавка на огромен број медицински апарати во Велешкото здравство во вредност од 5,6 милиони евра. Се изградија и се реконструираа локални патишта кон многу села во Велес и Велешко, како спрема Иванковци, Бањица, Мокрени, Јаболчиште, Бузалково, Водоврати, Чичево, во вредност од 6,73 милиони евра. Се поделија земјоделски субвенции во минатите години само во нашиот град во висина од 35 милиони евра. Се изгради конечно зградата на Велешкиот театар во вредност од 12 милиони евра. Се реши проблемот со слечиштето Рамина. Се заврши изградбата на хидросистемот Лисиче. Се реконструираа голем број на училишта. Се реконструираа сите патни правци кои што излегуваат или водат кон Велес или се во процес на реконструкција, како патот спрема Штип, патот спрема Гевгелија, патот спрема Прилеп, патот спрема Скопје. Се набавија нови возови кои што многу значат за секојдневната потреба на нашите граѓани. Се зголемија пензиите, се зголеми платата на вработените во војската, во здравството, во полицијата, во образованието и десетици други проекти кои што на нашиот град му дадоа дополнителен стимул и дополнителна можност да се развива и да расте. Почитувани, граѓаните на Велес секогаш знаеле да носат вистински одлуки во вистинско време. Затоа сум убеден дека и на 11 декември во недела повторно ќе донесете вистинската одлука и ќе го заокружите број 1 на изборната листа на коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО-ДПМН. Гласот за ВМРО-ДПМН ќе значи развој на економијата, повисок животен стандард, вработувања, подобрена инфраструктура, инвестиции во здравството, енергетскиот сектор, културата, спортот, туризмот, субвенции за земјоделците, проекти за младите, развој на руралните средини, поддршка на пензионерите и многу други области. Истовремено, вашиот глас за ВМРО-ДПМН ќе значи сигурна држава, стабилна и посветена на мирот и благосостојбата на сите граѓани, а ќе биде јасно против двојазичност, промена на устав, промена на уставно име на државата или воведување на некаква регионализација, кантонизација или федерализација. Од Велес, од центарот на Македонија, на 11 декември ќе тргне победата на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Но ќе тргне и победата на Македонија, заради тоа што изборот е унитарна и единствена Македонија. Македонија е пред се, таа е се што имаме. Ви благодарам на вниманието.